Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Повеќе од 50 групни маски и повеќе од 1500 деца во петокот учествуваа на првиот детски карневал во Радовиш, што се одржа под мотото да се облечеме во боите на виножитото. И јадници радовишани излегоа на улиците да ги видат убавите маски на дечињата. После долгогодишно организирање на Априлијадата во чест на 1 април, меѓународниот ден на шегата, маскен балот, традиционален од 10 години, прераснува во мал карневал. Прва година го организираме. Имаме рекорден број на учесници. Вкупно 1524 дечиња се маскирани. Имаме домашни маски од општина Радовиш, од училиштата, од здруженија на граѓани што се од областта на културата, како и гостински маски од неколку соседни општини, а тоа се Пробиштип, Струмица, Прилеп. Навистина сме среќни. Центарот за култура Ацо Караманов, кој со поддршка на локалната самоуправа е организатор на карневалот што ќе биде традиционален. Ангелова додава и оти веќе аплицирале за прием во Федерацијата на европски карневалски градови. Соседната Струмица со веќе афирмираниот карневал таму одамна членува, а Радовиш очекува да и се придружи со детскиот карневал. Инаку карневалот годинава се одржува и во чест на јубилеот, 1000 години од првото споменување на Радовиш во историјата. Општина Радовиш е дел од одбележувањето на јубилеот 1000 години Радовиш, кој оваа година го одбележуваме по повод првото споменување на градот во грамотата на византискиот император Василије II, за која цел подготвивме целогодишна програма со која ќе го одбележиме овој јубилеј. Денес е еден од тие настани како дел од програмата на ова одбележување. Тоа е Радовишкиот детски карневал под мотото да се облечеме во боите на виножитото. Манифестацијата почна пред општинската зграда, каде што градоначалникот Герасим Конзулов им го предаде клучот на градот на карневалистите. Денес посакувам Радовиш да биде град на насмевките, а овој прв детски карневал да биде уште една нова голема радост на која што сите ќе се радуваме и ќе се гордееме во иднина. Во еден таков дух, почитувани, дозволете ми да ви го предадам клучот на градот, за со него да го отклучите срцето на секој наш граѓанин и на секој посетител и гост на градот. Карневалот продолжи со дефиле на учесниците по улиците на градот, па со представување пред многобројната публика на сите маски пред Центарот на култура и со забава на градскиот плоштад Свети Спасо Радовишки. Најрадосни беа децата, но и нивните родители, публиката, наставниците. Дечињата денеска се многу слободни и насмејани. Маската ја подготвувавме неполна недела, затоа што така некако на брзина оваа година, а се надеваме дека наредната година порано ќе почнеме со изготвување на маските. Дел од гостите од Пробиштип пак веќе имале карневалско искуство. Од Основно училиште Никола Карев од Пробиштип доаѓаме со одделението 6Б. Маската се вика Starbucks, ја спремавме еден месец. Тоа е светски познато кафе. Еден од пробиштипските 600 оделенци е Андреј Павлов. Колку време ги спремавте маските? Еден месец и пол. Вие помагавте ли? Да. Мали индијанци, семафор, весели сообраќајни знаци, здрава храна за детство без мана, струмички шпагети, се само дел од имињата на вкупно 56 маски. Жири комисијата имала тешка задача да ги избере најдобрите во силната конкуренција. Во категоријата маска со над 50 учесници, првото место и припадна на Никирики Кикирики од Основното училиште Никола Карев од Радовиш. Со помеѓу 30 и 50 учесници, прва е Сонце, на дечињата од објектот Цветови на Радовишката градинка Ацо Караманов, со помеѓу 10 и 30 учесници, Пуканки од Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Радовиш. Во категоријата маска со 5 до 10 учесници, прва беше Еднорог од Основното училиште Кирил и Методи од Ораовица. Награди освоија и гостите од Струмица, Прилеп и од Пробиштип. Специјална награда за иновативност доби маската Космонаути од Основното училиште Никола Карев, а за подигнување на еколошката свест Екогенерација од Основното училиште Гоце Делчев од Конче. Моја општина.
Македонски медиа сервис. mms.mk